Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате Ньюсфлеш, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Американски и представници на Талебан на средба во Катар. Жестоко до крај на републиканската кампања за претседателските избори пред гласањето во Флорида. Окупирај го Вашингтон денес пред ултиматум. Ова се најновите вести. Преговарачи на афганистанскиот Талебан се среќаваат со американски представници во Катар на серија разговори за градење доверба меѓу двете страни пред престојните мировни преговори, соопштија представници на Талебан. Според истиот извор се разгледува и евентуалното ослободување на талебанските затвореници од американскиот притворен центар Гвантанамо на Куба. Американски официјални лица досега не коментираа на најновиот развој на настаните. Се вжештува републиканската кампања во очи утрешните прелиминарни партиски избори во Флорида. Според најновите анкети, поранешниот гувернер на Масачусетс, Мит Ромни, води пред поранешниот председател на представничкиот дом Њут Гингрич со 42% наспроти 27%. Ромни треба да победи во Флорида за повторно да добие на сила по поразот од Гингрич на претходните прелиминарни избори во Јужна Каролина. Во трката се и поранешниот сенатор од Пенсилванија Рик Санторум и конгресменот од Тексас Рон Пол. Американската државна секретарка Хилари Клинтон од 3 до 5 февруари ќе ги посети Германија и Бугарија. На Минхенската безбедносна конференција Клинтон, според најавата од Стејт департментот, ќе ја реафирмира важноста на трансатлантските врски. Во Бугарија со државниот врв ќе разговара за демократската транзиција на Блискиот исток, американската тековна поддршка за Авганистан, енергетската безбедност и други прашања. Полицијата во Окланд, Калифорнија, уапси околу 200 демонстранти припадници на движењето Окупирај го Волл Стрит, додека Окупирај го Вашингтон денеска е пред ултиматум. Судирот во Окланд се случил кога активистите се обиделе да окупираат празна зграда. Во Вашингтон властите најавија дека ќе почнат да го спроведуваат законот да не се кампува преку ноќ на државно земјиште. Доделени филмските награди Screen Actors Guild. Филмот Помош за афроамериканските куќни помошнички од Мисисипи од 60-тите години однесе најмногу признанија, и тоа во категориите најдобар актерски состав, најдобра главна и најдобра споредна женска улога. Со се поголемиот број на деца со прекумерна тежина, но и гладни деца кои живеат во сиромаштија, американската влада најави нови правила за поздрави оброци во училиштата. Во промовирањето на здрава исхрана во училиштата преднечи првата дама на Соединетите американски држави. Учениците во основното училиште Паркван не се радуваат толку на новиот оброк на менито, тако со мисиркино месо, колку на фактот дека во училиштето дојде да го промовира никој друг освен првата дама на САД. Таа им порача за родителите. Кога ги испраќаме децата во училиште, имаме право да очекуваме дека нема да јадат храна полна со масноти, сол и шекер, што се обидуваме да избегнуваме и дома. Мишел Обама ги најави новите стандарди на одделот за земјоделство за училишните оброци. Удвојување на овошјето и зеленчукот, намалување на масна и солена храна, повеќе потемно брашно, помалку бел ориз. Иницијативата води битка против двоглав, се поголем проблем во САД, но и во светот. Од една страна, дебелината меѓу децата е тројно зголемена од 1980. Од друга страна, 2/3 од 32 милиони деца на училишна возраст секојдневно зависат од оброци што ги плаќа владата или се бесплатни, затоа што родителите немаат пари за тоа. Овој проблем е поголем од кога и да е порано. Кога нудиме квалитетна храна, не се бориме само против дебелината во училиштата, преземаме важни чекори за сузбивање на гладта меѓу учениците. Новите стандарди ги одобруваат поборниците за здрава храна. Факт е дека ќе требаат повеќе пари за овоше, зеленчук и други поздрави состојки, но училиштата ќе примаат поголема владина помош за трошокот. На долг се исплаќа, вели Марго Вутан од приватниот центар за наука во служба на јавен интерес. Ова е важна инвестиција. Подобро да платиме сега отколку подоцна, затоа што проблемите со дебелината ги чинат САД 150 милиарди годишно.
А во продолжение на Newsflash, прикажувањето на антимуслимански филм за обука на 1500 њујоршки полицајци предизвика жестоки реакции и повици за оставка на полицискиот комесар на Њујорк. Погледнете. Коалицијата на муслимански организации бара оставка на полицискиот комесар Реј Кели. Тој се појави во контроверзниот документарец Третиот джихад, што може да се види на YouTube и што ги портретира дури обичните муслимани во радикално исламистички поход за уништување на западната цивилизација и преземање на контролата врз САД. Речиси 18% од затворениците во сојузната држава Њујорк се муслимани. Полицијата првично негираше дека го прикажувала филмот за време на обука, но по поднесено барање врз основа на Законот за слобода на информациите беше потврдено дека полицајците го гледале филмот за време на обука. Полицискиот комесар Кели јавно се извини и ја има поддршката од градоначалникот Мајкл Блумберг. Комесарот Кели не треба да се повлече, но чесно е да се признае дека е непријатно што е снимен ваков филм. Но активистите бараат конкретни потези, а не извинувања. Прво, Кели да замине од функцијата. Шахид Фаруки го представува исламскиот круг на Северна Америка. Второ, да се спроведе независна истрага. Трето, да почнат да ги почитуваат членовите од нашата муслиманска заедница. Третиот джихад е полн со прикази на насилство од муслимани, подкрепено со заканувачка реторика и музика. Го продуцираше фондот Кларион, конзервативна непрофитна организација. Бил прикажуван 2010 на маргините на полициската обука за контратероризам. Муслиманските активисти велат дека документарецот ги затрул мозоците на полицајците од Њујорк и бараат тие повторно да бидат обучени. А во наредната емисија, Кодак банкротираше. Како ова ќе се одрази на индустријата и на фотографите, гледате утре во Newsflash. Животот по Кодак. Дали дигиталната фотографија е соодветна замена за сите? Во утрешното издание на Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. А за најново од САД и светот посетете нашата веб страница glasnaamerika.com или пак побарајте не на Facebook. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и гледајте ни утре.